Божи благослов. Што значи тоа да се биде дел од Божјото семејство? Библијата учи дека Исус Христос и Таткото се едно, потполно едно. Евангелие според Јован, 1 глава, 14 стих. И дека Исус е единородниот Божи Син кој се во плот и стана човек. Овој термин значи дека Бог го гледа Христос како член на неговото семејство. Но ако се направи паралела со Божиот нановороден народ, тогаш и ние сме членови на оваа семејство, на Божјото семејство. Павле тоа го нагласува во Римјаните 9 глава 8 стих. Тоа значи дека сите деца по тело не се Божи деца, туку децата на ветувањето се сметаат за потомство. Но како да се стане дел од Божјото семејство? Кога го слушаме Евангелието и го послушуваме од се срце, ние осознаваме дека треба да се покаеме и да ги исповедаме нашите гревови пред Бог, верувајќи дека Исус Христос умре на крст како заменска жртва за нашите гревови и за гревовите на сите луѓе. Кога оваа вистина ќе ја прифатиме со вера, тогаш во тој момент Бог го препородува нашиот живот и ние стануваме дел од Неговото семејство и наследници на Неговото вечно царство. Ова Павле го истакнува како факт во Римјаните 8 глава, од 14 до 17 стих, велејќи: Сите оние кои ги води Божиот дух, тие се Божи синови. Имено, не го примивте духот на робството за да бидете пак во страв, туку го примивте духот на посинувањето, со кој викаме Ава, Татко. Самиот дух сведочи заедно со нашиот дух дека сме Божи деца. Ако сме деца, тогаш сме и наследници, Божи наследници и Христови сонаследници. Ако страдаме со Него и да се прославиме. Сите верници кои се родени од Светиот Дух се Божи деца. Тие се вбројуваат во Божјото семејство. И според нивната позиција и статус, тие растат и созреваат во верата до полното познавање на Божиот Син, како што Павле запишал, за да се усовршат светите за делото на службата, за изградување на Христовото тело, додека сите не дојдеме до единството на верата и на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст, затоа да не бидеме веќе деца, кој ги лулее и ги носи секој ветер на науката што, со човечката измама и лукавство, доведува до итро измислени заблуди. Туку, говорејќи ја вистината во љубов, ние треба да растеме во се, кон Него, кој е глава Христос, од Него целото тело е поврзано и соединето во едно, на тој начин што секој дел дава подкрепа според една мерка на секој одвоен дел. Тоа прави телото да расте за своја сопствена надградба во љубов. Ова стои запишано во Ефесјаните 4 глава 12 до 16 стих. Сите овие предности се стекнати благодарение на неискажливиот Божи дар на Неговата милост, која се откри во возлюбениот, во Исус Христос, како што не и определи однапред за да не посини преку Исус Христос по благоволение на својата волја, за да биде фалена славата на Неговата благодат со која не дарува во возлюбениот. Ова стои запишано во Ефесјаните 1 глава 5 и 6 стих. Ова посинување значи дека сме посвоени да станеме Негови синови и ќерки и да бидеме членови на Неговото семејство. Павле за тоа посинување посебно зборува во писмото до Галатјаните во 4 глава, 4 до 7 стих, велејќи: А кога се исполни времето, Бог го испрати својот син роден од жена, роден под законот, за да ги откупи оние кои беа под законот,
за да го примеме посинувањето. А бидејќи сте синови, Бог го испрати во вашите срца духот на својот син кој вика Ава, татко. Затоа не си веќе роб, туку син, а ако си син, тогаш си и наследник на Бог преку Исус Христос. Како Божи синови, ние сме наследници на Божјото вечно царство. Исус тоа не го вети на сите нас кои веруваме во Него, велејќи: тогаш царот ќе им рече на оние од десната страна: дојдете благословени од мојот татко и примете го во наследство царството кое ви е приготвено од создавањето на светот. Ова стои запишано во Матеј 25 глава 34 стих. Има и многу други стихови кои се со иста содржина во поглед за наследството на Божите деца. Божите деца се благословени со сите духовни благослови од небесата. Тие благослови се бесконечни и вечни. Тоа е наградата која ги следува сите кои веруваат и кои ќе поверуваат во Божиот син Исус. Оваа вистина е откриена само преку дејството на Светиот Дух кој живее во наново родените верници. Како што Павле во продолжение и напише на црквата во Ефес со намера да ги охрабри во верата. Велејќи: во него и вие, откако го чувте словото на вистината, евангелието на вашето спасение, и откако и вие поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух на ветувањето, кој е залог за нашето наследство, за откуп на оние кои станаа Божја собственост, Божја својина, за пофалба на неговата слава. Ефесјаните 1 глава 13 и 14 стих. И на самиот крај, сето ова ни дава сила да живееме праведно и побожно и понизно, во целосна послушност кон Бог. Зашто крајниот исход од посинувањето и тоа што сме дел од Неговото семејство е нашето сигурно спасение, кое го имаме преку Исус Христос и ја очекуваме надежта за вечен живот по смртта. Тоа Павле го објаснува во писмото до евреите велејќи: затоа и може Христос наполно да ги спасува оние кои преку Него доаѓаат при Бог, зашто секогаш живее за да посредува за нив. Таков првосвештеник ни требаше. Свет, невин, непорочен, одвоен од грешниците и повозвишен од небесата. Да се биде дел од оваа големо Божјо семејство подразбира да се живее понизно со целосна посветеност на Христос. Ти член ли си на Божјото семејство? Божи благослов, почитувани слушатели. Амин.